На запад од градот Битола се протега масивот Баба, или како што уште се нарекува Пелистер. Според пространството што го зазема од 436,2 квадратни километра, таа е четврта, а според височината трета планина во Република Македонија. Оваа маркантна морфоструктура, која по својата тектонска положба и составот на карпите припаѓа на тектонската единица Западни Македонски планини, се одликува со високо возвишение долго околу 50 километри, дисецирано како хорст помеѓу Преспанската котлина на запад и Пелагониската депресија на исток. На северните делови од масивот Баба, на површина од 12.500 хектари, лоциран е Националниот парк Пелистер, прогласен во 1948 година како прво заштитено природно благо на подрачјето на поранешна Југославија. Во висински поглед, Пелистер се издвојува од соседните планини. Вкупно 24 негови врва се повисоки од 2000 метри. Пелистер 2601 метар, Стив 2468, Мразарник 2235, Козји камен 2180 метри и други. Тука предничи врвот Пелистер, од кого се гледа пространата Пелагониска рамнина со градовите Прилеп и Битола, како и Солунска глава на север, Кајмакчалан на исток, Преспанската котлина и Галичица на запад, па дури планината Јабланица на северозапад. Во поглед на геолошката градба, Пелистер е изграден од неколку стратографски членови, и тоа северниот и североисточниот дел од комплекс на палеозоиски метаморфни карпи, источниот раб, централниот и југозападниот дел од мазозејски магматски карпи, а најнискиот дел на Пелагониската и Преспанската страна го чинат неогени седименти и квартерни наслаги. Јадрото на планината е изградено од пелистерските гранитни маси. Тие во високопланинскиот предел површински се откриени на неколку локации, но најмногу доминираат во северниот дел, особено под врвот Пелистер и јужно од циркот на Малото езеро. Нивната старост е проценета на 465 милиони години. Во тектонска смисла, најкрупна структура која се јавува на овој терен е Пелистерската антиклинала. Таа е изградена од кварцити, кварцни шкрилци, гранити, гранодиорити, зелени шкрилци, габрови и диабази. Има асиметрична форма, со многу поразвиено источно крило. Северниот дел на Пелистерската антиклинала прави моноклинала, која доста стрмно, со наклон од околу 50 степени, паѓа на север. Од релјефните облици на Пелистер посебно за одбележување се така наречените камени реки. Тоа се всушност наклони на релјефот, исполнети со дробински материјал, составен од блокови на гранити, долерити, габрови и кварцни шкрилци, натрупани едни врз други, без никаква ориентација и без цементна маса меѓу блоковите. Тие се создадени за време на глацијалниот период, кога во невисоките делови на планината владеела снежна клима. Во вакви услови, водата во пукнатините на стените замрзнува, при што стенската маса се разорува на помали блокови и дробински материјал. Со оглед дека мразот цврсто го врзува разорнатиот материјал, тој не е во состојба да се движи. Меѓутоа, при одмрзнувањето, мразот се топи во пукнатините на карпите, со што разорнатите блокови, под дејство на земјината тежа и меѓусебниот притисок, почнуваат да се движат по косите падини на планината и се спуштаат надолу во пониските делови. Камените реки најизразени се на северната страна на возвишението Црвена стена и над местноста Копанки, а се распространети и во местностите Широка,
Црвена река и Палиснопје. Тие, наблюдувани од повисоко место, оставаат впечаток како целата долинска страна да е посеана со дробински материјал, кого ретката шума од молика како да го попречува неговото натамошно лизгање. Бидејќи карпите минуваат долг пат од местото каде што се создаваат, при лизгањето надолу, заради меѓусебното триење, тие имаат заоблени рабови, истапени ќошиња и израмнети страни. Кај блоковите кои лежат во повисоките делови, оваа појава не е толку изразена. На одделни места на Пелистер, камените реки сочинуваат низа долга и до 3 километри. Блоковите пак можат да имаат големина дури и по неколку десетини кубни метри. Почетоците на камените реки го надминуваат шумскиот појас, а се спуштаат и до 1200 метри апсолутна висина. Едни од побројните геоморфолошки појави кои се среќаваат на Пелистер се и слизнатите блокови. Овие микрооблици на релјефот се настанати како резултат на периглацијалниот процес во високопланинскиот ладен појас. Ваквиот вид релјефни форми се создаваат на тој начин што блоковите постепено, со прекини, се лизгаат по падините кои имаат благ наклон, обично од 5 до 30 степени. Тоа се случува главно во пролетниот период од годината, кога замрзнатата подлога почнува да се одмрзнува. Дека блоковите навистина се движат, укажува јасната трагавовидна бразда, која тие ја оставаат зад себе при нивното лискање. Слизнатите блокови на Пелистер најизразени се источно од циркот на големото езеро и северно од врвот Пелистер. Највисоките делови на Пелистер, особено оние над 2000 метри надморска висина, за време на дилувиумот биле зафатени со глацијација, чии траги и денес се зачувани во вид на циркови. Најдобро се изразени цирковите кај местностите Големо езеро и Рупа. Тие имаат полукружен амфитеатрален облик со стрмно засенчени рабови од задната страна, додека кон долините се отворени. Од 4 цирка колку што ги има на Пелистер, 2 се исполнети со вода. Морфотектонската структура и геолошкиот состав условиле на Пелистер да се создаде развиена хидрографска мрежа, така што ова подрачје изобилува со извори и планински реки, а има и 2 глацијални езера. Изворите се со мала штедрост, од 1 до 5 литри во секунда. Тие се наоѓаат во повисоките делови на планината и претежно се од пукнатински карактер. На просторот на паркот течат и поголем број реки. Тие имаат изразит планински карактер, богати се со вода и се одликуваат со релативно мало колебање на протекот во текот на годината. Забележливи се и нивните значителни падови и големата брзина на водата. Од високите планински била кон околните котлини се спуштаат 23 речни текови, чија вкупна должина изнесува 212 километри. Од нив 17 се влебаат во Црна река, а 6 во Преспанското езеро. Тие не само што го дисецирале релјефот, туку создале и длабоки долини, кои се мощни, атрактивни и предизвикуваат посебен туристички интерес. Најизразена хидрографска зона на просторот на паркот е пространата речна Челенка, која се наоѓа југоисточно од врвот Пелистер, во околината на Големото и Малото езеро. Тука се создаваат реките Сапунџица и Црвена река. Најдолг водотек на Пелистер, со должина од 46 километри, е реката Шемница. Незиниот извор се наоѓа на надморска висина од 2080 метри. Кај местноста Палиснопје, низ густата Моликово-елова шума, се провлекува живописната Ротинска река, со својата чиста и бистра вода, какви што се впрочем и сите други водотеци на Пелистер. На оваа река во 1992 година е извршен водозафат, така наречен Тиролски, заради решавање на водоснабдувањето на новиот хотел Молика.
За посебно одбележување е што ова е редок случај на така успешно извршен запад, во поглед на неговото вклопување во локалниот амбиент, без некои забележителни оштетувања на околната природа. Од хидрографските објекти посебна природна привлечност имаат двете глацијални езера, големото и малото езеро на Пелистер, познати како горски очи. Големото езеро лежи на надморска височина од 2218 метри и е едно од највисоките глацијални езера во Македонија. Зафаќа површина од 4,20 хектари и има неправилен облик. Долго е 223 метри, широко 162, со длабочина од 14,5 метри, која е измерена во близина на јужната страна на езерото. Во летниот период, поради испарувањето, нивото на водата во езерото опаѓа за околу 2 метра. Кога времето е ведро, продзирноста на водата е околу 12 метри, така што тоа представува посебен предизвик за посетителите да го наблюдуваат неговото езерско дно. За време на летниот период, температурата на водата на површината на езерото достигнува до 16 степени Целзиусови. Малото езеро лежи на надморска висина од 2180 метри во изворишната челенка на Црвена река. Тоа од големото езеро е оддалечено околу 2 километра во североисточен правец. Во основа има приближно кружен облик, со најголема длабочина од 2,6 метри. Езерото нема притоки, ниту пак истека. Како и големото езеро, и тоа со вода се храни од топењето на снегот и снежниците и од пролетните дождови. Површината на водата на ова езеро во летниот период се загрева до 20 степени Целзиусови, така што тоа е погодно и за капење. Двете езера водата ја губат со испарување, подземно истекување и со евапорација под дејство на силните планински ветрови. Планините на Балканскиот полуостров представуваат еден од 6 центри на европскиот еколошки и биолошки диверзитет. Меѓу многобројните масиви во овој дел на Европа, со своето флористичко богатство се истакнува и Пелистер, особено по богатството на арктоалпска флора. Растителниот свет на подрачјето на Пелистер е мощно разнообразен, па оттаму и неговото специфично ботаничко значење. Тука растат 88 видови дрвја, што представуваат застапеност на 29% од вкупната дендофлора во Македонија. Пелистер има и уште едно важно значење. Тоа е најјужна орографска маса во нашата земја, на која се среќаваат алпски елементи од времето на глацијалниот период. Во флората на Пелистер се среќаваат неколку видови со терциерно потекло, меѓу кои особено е значаен ендемо-реликтниот бор молика, како и разни арктотерциерни видови кои ја чинат основата на денешната флора. Од посебен научен интерес се и видовите населени во дилувијалниот период и многобројните балкански ендеми со дилувијална и постдилувијална старост. Интересни се и растенијата од родот на генцијана, како што седамчестата генцијана и пролетната генцијана. Основна вредност на Националниот парк Пелистер секако е моликата, автохтон вид на петоигличест бор, кој представува еден од најзначајните и најинтересните биогеографски, еколошки и вегетацијски феномени на Балканскиот полуостров.
Моликата прв ја опишал германскиот ботаничар и фитогеограф Аугуст Гризебах во 1839 година, токму од Пелистер. Во почетокот тој моликата ја сметал како вариетет на сибирскиот бор, подоцна како вариетет на хималајскиот бор, за на крајот да ја одреди како посебен вид. Освен на Пелистер, моликата е распространета и на други планини на Балканот. На Шарпланина, на Проклетие, на Рила, Родопите и Пирини, на Витоша и на Стара планина. Се јавува уште и во Албанија и во Грција. Во Македонија овој вид планински бор е раширен уште и на планините Нидже, Кожув, Кораб, Рудока и на Шарпланина. Висинската амплитуда на распространувањето на моликата на Пелистер е од 600 до над 2200 метри. Моликата расте на сите експозиции, меѓутоа најмногу ја одговара североисточна и северозападна експозиција, магливо и влажно подрачје. Тоа е дрвенест вид, кој обично достигнува висина од 30 метри, а пречник од 30 до 35 сантиметри. Поедини примероци достигнуваат висина и до 40 па и 50 метри. Крошната кај младите стебла на моликата е пирамидална, додека кај постарите малку заоблена при врвот. Гледана оддалеку, во состојина со други видови, моликата е бледозелена, побледа од елата и од смрчата. Игличките на моликата се сиво-зелени, нежни, по 5 во едно снопче. Долги се од 7 до 9 сантиметри и на гранките остануваат од 2 до 3 години. Шишарките пак се долгнавести, 10 до 15 сантиметри долги и висат на куса дршка. Тие созреваат во месец септември или во октомври секоја втора година, пошто семето веднаш паѓа. Моликата на Пелистер расте во насади кои се со доста густ склоп. Стеблата ѝ се правилни и високи, во поголем дел без гранки и глуждови. Но кога расте во редок склоп и на поголема надморска висина, моликата има краток раст и разгрането стебло до незината основа. Моликата има уште една важна карактеристика. Таа многу брзо ги освојува голите површини, пошто почнува да гради густ склоп на насад. Во прилог на ваквото динамично ширење на моликата, зборува и фактот што таа веќе ги освојува дури и камените реки, што највидливо може да се констатира на потегот од Магаревска река кон Јоргов камен. Интензивното ширење на моликата може да се забележи кај местноста Широка, каде што во минатото овде постоеле само пасишта. За природното брзо обновување на моликата потребно е доста светлост. При отсуство на вакви услови, таа не создава подмадок. Таков е случајот со насадот од 100 годишна возраст кај местноста Бегова чешма. Моликовите состојини на Пелистер поделени се во две асоциации. Моликови состојини со папрати и дигиталис и моликови состојини со боровинки. Тие представуваат различни растителни заедници. Од вкупната површина на шумите на подрачјето на Националниот парк Пелистер, најголема површина покриваат буковите шуми со 2606 хектари. Моликовите шуми заземаат површина од 1174 хектари, додека преостанатите се мешовити шуми, и тоа моликово-елови, моликово-букови, моликово-буково-елови и други. Овој централно-балкански масив, покрај флористичката и фитоценолошка сложеност, изобилува и со фаунистичка разнообразност. Голем дел од животинските групи кои живеат во Европа се среќаваат и на Пелистер. Според расположливите податоци, Пелистер е подрачје со значителен диверзитет и потенцијален центар на распространувањето на многу групи инсекти, водоземци, влечуги, птици и цицачи.
Така, тука се среќаваат повеќе видови инсекти, 12 вида водоземци, 16 вида влечуги, 130 вида птици и 37 вида цицачи. Во поглед на хигиената на просторот на паркот, можат да се искажат само пофални зборови. Исто и во однос на уреденоста, со клупи, кошници за отпадоци, настрешници за одмор на посетителите, чешми, сето тоа изградено од природни материјали, од камен и од дрво, секако заради вклопувањето на ваквите објекти во околината. За сето ова, за ваквото водење грижа кон еден заштитен објект на природата, треба да се поздрави залагањето што го чини управата на Националниот парк Пелистер. Пелистер представува еден од ретките простори на Балканскиот полуостров, каде што се уште во голем дел не допреле антропогените деструкции. На неговите највисоки делови, кои се состојат од многобројни врвови, владее исконски мир, во кој е вткаен жуборот на кристално чистите планински потоци. Неповторливи по декорот се и многу питоми ливади на Пелистер. Тие се омилени излетишта на битолчани, познати по традиционалниот култ кон заштитата на природата, а посебно кон нивната планина која е тука блиску до нив, на само 15 километри од градот. Оттаму, секој посетител на Пелистер треба да го даде својот придонес, да се зачува посебноста на оваа исклучителна природна вредност.